Добре дојде во студио на Нова за Тамара Чусидис, председател на Синдикатот на новинарите, Сладжана Димишковска, Македонска асоциација на новинари, председател. И тема, односно повод, се разбира, е извештајот Репортери без граници. 116-то место, 22 места сме паднале на таа листа. Една од причините се вика дека македонскиот парламент подготвува да легализира цензура или пак одземање на лиценци на медиумите и генерално атмосферата новинарска. Каде ги лоцирате проблемите, се согласувате, предпоставам и двете за овој не баш... Не се согласувам апсолутно. Меѓутоа, тоа е законот кој што допрва ќе дојде. Предпоставувам дека од асоциацијата мислат токму на тој закон кога зборуваат за легализација на цензура, бидејќи мислам дека според оние верзии кои што се вртат во јавноста дека станува збор за тој закон, меѓутоа да дадеме време. Еве асоциацијата каде што сум јас, ние бевме против и овој закон за граѓанска одговорност. Што сметаме дека тоа многу нема да измени, меѓутоа законот веќе е донесен. Ние не бевме дел од тие преговори. Добро, каде го лоцирате проблемот во македонската влада за ваквата медиумска атмосфера? Не би амнестирала никога. Сметам дека вината е буквално кај сите. Кај политичките центри, кај економските центри и кај самите новинари, затоа што сметам дека самите новинари се тие кои што треба да се изборат. Вие споменавте 20 и некое место наназад од минатата година, меѓутоа за препастувачки е што неколку години наназад, ако гледаме, имаме пат од 80 и неколку места. Ние бевме 34-то место, сега сме 116-то место. Тоа е за препастувачки. Добро, ајде да видиме, господјо Чаушидис, каде вие го лоцирате проблемот? Мене не ми е за препастувачки, мислам дека е само потврда на она што ние секојдневно го сведочиме, а тоа е дека драматично и во континуитет се гуши слободата на медиумите. Јас причините ги гледам во тоа што ние се соочуваме со една смислена тенденција на уништување на новинарството во онаа смисла професионална во која тоа постои, а тоа е да биде критичка промисла на општествените процеси. Ако видите во заклучокот, односно во воведот на извештајот на индексот на Репортери без граници, Македонија е сумирана со арбитрарно, значи своеволно укинување на лиценци, се разбира со една реченица, се мисли на А2, и условите во кои функционираат новинарите. Јас мислам дека во оваа ситуација би било крајно некоректно да ги прозиваме новинарите за тоа што се случува. Се разбира дека потребна е храброст да се спротиставиш на ова што ни се случува, но нас ни се случува убивањето на новинарството сватено како критичка промисла. Од чија страна? Од промисла од страна на институциите кои всушност од новинарството прават или се обидуваат владеачките институции? Апсолутно. Се обидуваат да го сведат на чиста трансмисија на информациите од центрите. Вие имате ситуација, вие ја спомнавте најавата за цензура во извештајот на Репортери без граници. Ние цензура де факто имаме. Таа ја имаме како потенцијал кој што може да биде применет и во новиот закон за декриминализација, со забрана, нели, со вонредни судски мерки. Ја имаме и во пракса, што е, ако не е цензура, вие да менувате без знаење на главниот и одговорен уредник текст во печатница, да вадите извештај за штрајк. Што е, ако не е цензура, вие да посочувате на новинар од настан да не му се објавуваат информациите, бидејќи немате доверба во него. Што е, ако не е цензура, заканата дека ќе биде отпуштен, нашите новинари се држат токму затоа на краток каиш, со договори за месец дена на 3 месеци и така натаму, тие многу лесно може да бидат отпуштени и тие соочени со таква ситуација, навистина ја губат и храброста и стануваат малодушни. Така што тоа е. Велите новинарите се виновни. Еден синџир од Алта. Еден синџир. Еве да го целата вина кај новинари. Добро, еден.
Точно така. Затоа што Каде се виновни новинарите во судските злоупотреби, го цитирам извештајот на Репортери без граници, судски злоупотреби базирани на често несоодветна легислатива. Каде се виновни новинарите каде што се вели недостапност на пристап на јавни податоци, физичко и психичко насилство кон оние што работат на вести и информираат, официјални и приватни рекламни агенции се користат како оружје, како алатка, односно на тоа се мисли. Сивата економија има витални делови, сите се пречка за правото да се известува за вести и правото на луѓето да знаат. Каде се тука виновни новинарите еве во судската злоупотреба, например, во физичкото и психичкото насилство? Тука новинарите не се виновни. Кој е виновен? Судската власт? Кога зборувам политичките центри и економските центри на МОК, затоа што постои спрега, никој не делува поединачно. Значи ниту политиката, ниту економијата, ниту новинарите, еве кога веќе ни се централна тема, ни делуваат поединачно. Путиновски ли Македонија почнува да наликува, на Путиновска Русија ли? Не би сакала да користам такви квалификации, затоа што пред се сакам да верувам дека имаме капацитет да се избориме барем некој од нас, односно поединци. И кога велат колку време ни треба да се избориме? За жал мислам дека ќе ни треба подолго време. Добро. За жал мислам дека ќе треба подолго. Што е прашањето? Да, ви заликува ли Македонија на Путиновска Русија? Тоа истото прашање. Мислам дека паралелата со Русија може да се прошири па да се повлече и со Унгарија. Проблемот е што лошите примери многу брзо ги применуваме кај нас. Властите стана експерти за селективно толкување и применување на законите. Во таква ситуација речиси е невозможно да се спротиставите со некакви институционални обиди. Добро. Не дека не треба да го правите тоа. Мислам дека решението е во упорноста да се обстои на она што е нашата задача, а тоа е да бидеме вистински професионалци и да бидеме новинари. Добро. Имате ли проблеми со судските злоупотреби? Имате ли некакви судења на кои сте обвинети дека со владеачките структури, например? Не знам зашто да ги квалификувам работите со владеачките структури. Заради тоа што спрегата постои помеѓу судството и власта. Станува збор значи за некои поединачни случаи за поединци. Добро. Значи не можам да говорам во детали бидејќи не сум запознаена со сите процеси. Имате ли пречки за право да известувате за вести и право на луѓето да знаат? Не, апсолутно во сите текстови. Добро. Без разлика дали станува збор за информација, без разлика дали станува збор за некоја поширока анализа, бидејќи концептот не е таков да главно нудиме од она што подразбират ниве настан поширока анализа. Секогаш се трудиме да имаме сите страни. Добро, овие забелешки за вас не важат. За кои медиуми важат овие забелешки? Сакате да ги именувам, јас мислам дека не можам да најдам исклучок. Ова за кое говорат Репортери без граници се случува секаде. Можам да посочувам и примери. Господјата господицата, се извинам, председателката на новинарското здружение, дека не е точно во Нова Македонија дека тоа не се случува. Добро, тоа е нејзината перцепција, ја немам Нова Македонија. Да. А во другите не знаете. Во моментов, значи, не можам да зборувам од она што го перцепирам, се гледа дека некаде е евидентно тоа. Добро, се извинувам што ве прекинав. Не можам да зборувам одвнатре и за детали за други медиуми каде што не сум инволвиран и немам извор на податоци. Добро, ќе се вратиме околу тоа, се извинувам. Во редакциите постои не само цензура, она што е страшно, постои автоцензура. Новинарите веќе однапред знаат што можат, што не можат, кои соговорници им се дозволени, кои не им се дозволени. Ние имаме ситуации каде што новинарите се под мобинг, такаш со неработа. Едноставно се тргаат на страна, се дистанцират, нив не им е дадено правото да работат само проверени кадри. Ние имаме ситуација каде што новинарите се прекомандуваат од непознат центар, од еден медиум во друг. Потоа тие се носечките кадри. Како во Алфа телевизија, например? Например, во Алфа беше последниот случај. Добро. Но, јас можам, бидејќи ние ги имаме информациите од луѓето,
да говорам дека тоа е појава во многу медиуми, едноставно секое ново вработување оди на проверка. Добро. И во центар, во власта, каде што ако нема зелено светло, не може да биде вработен новинарот. Да. Или доколку добие лоша оценка, тој е решен така што е. Или тргнат на страна, не му се дава да ги работи носечките теми, или едноставно нема да му се продолжи договорот. Да, кај вас таков проблем нема, така? Цензура, само цензура, не, тоа не постои. Значи, за Нова Македонија. За останатите медиуми, како е можно да не сте запознаени ако сте новинарска асоциација? Сме запознаени, меѓутоа ви велам, не можам изворно да говорам. Прва работа, втора работа, никој не се обратил да никој не би се пожалил дека има проблеми. На помош. Иначе точно дека некои од работите кои што ги посочувате се многу евидентни. Како е можно? Како е можно да се синдикатот да биде свесен за проблемите, а вашата асоциација воопшто никој да не дојде и да ги лоцира? Тоа е право на секој поединец да се обрати, а јас ви велам дека некои појави се апсолутно евидентни. Меѓутоа, кога зборував за новинарите и за професионализмот на новинарите, зошто некој новинар кога еве ги прекомандуваат како што се зборува, не излезе и не каже јас не сакам додам да работам во тој медиум. Значи некогаш новинарите мораат да застанат на она што е свое. Затоа што знаете, никој нема да застане да се избори за мојата слобода или за слободата на било кој новинар. Добро. Затоа мојата одговорот го има предпоставувам господин Чушиш. Да, добро, ние се соочуваме со ситуации во кои новинарите го говорат ова под собарање за анонимност. Зошто? Затоа што ќе загубат работа. И не само, дури и оние кои што под присила, односно под страшен притисок сами си даваат отказ, затоа што не може да се соочат, не може да го поднесат, бидејќи тоа е навистина екзистенцијално, знаете, нашата професија е идентитетска. На новинарот да му забраниш да мисли и да расудува и да известува. Тоа е неговиот воздух. Тоа е, вие му ја одземате причината за работа, но и затоа они говорат за условите во кои работат новинарите. Зошто не зборуваат јавно? Тоа е вистинското прашање, ние на тоа прашање се обидуваме да го адресираме. Не само затоа што се плашат, бидејќи никој нема да ги вработи, ви велам, вработувањата се вршат од еден центар. Оној момент кога ќе биде центар во владата. Добро. Оној момент кога ќе бидете етикетирани како непријателски. Добро. Вие нема да се вработите. Се согласувате ли дека ќе бидете бутнати на маргините? Добро, се согласувате ли? Ако сите се значи вработени од владата како што се прејудицира според мое мислење, тогаш не би требало да постојат вакви дебати. Зарем сите сме ние од владата, вие сте од владата? Не, ние не сме апсолутно вработени. Затоа ви велам, не можеме така да ги генерализираме работите. Не можеме да ги генерализираме, точно дека има одредени појави, меѓутоа за да се расчистат работите мора некој да смогне сила, дури и по цена да остане без работа. Зошто? Честно заработени пари се честно заработени пари. Добро. Ако некој држи до своето, нека е професијата. Се повеќе новинари и остануваат без работа и самата сум без работа. Вие работите во онлайн медиум, професионалните новинари се на удар. Тие се или замолчани, плашејќи се нели за својата екзистенција, или се без работа. Добро, јас ви благодарам што бевте гости во студија. Благодарам за поканата.